Владата на предлог на Министерството за транспорт донесе одлука со која што се задолжува Министерството за финансии на меѓународниот финансиски пазар, односно за финансирање на проектот. Карго сообраќајот треба да има брзина од најмалце 120 км на час. Чекај се, нели британците ќе инвестира 6 милиарди у Македонија, за на крај да биде дека договориле кредит со UK Export Finance, за на крај сега да биде задолжувањето на меѓународниот финансиски пазар. Брзината на пругата од 160 на 120. Дали овде во емисија ви реков дека нема шанса по таа траса они да водат просечна брзина 160. За да вози 160 на моменти треба да вози над 250. Кај ќе вози он над 200? Сега искочи момчев да каже 120 км просечна брзина. Многу брза пруга. По Турско идела 70. Да не беше тажно, ќе беше смешно, затоа што вчера објавивме еден податок, Бугарија на пример, бугарски железници БЖ се узагуба 10 милиони евра за една година. Како нашата пруга ќе биде профитабилна, а бугарската, која што е членка на Европска унија, која што сите тие патни правци на пругата ги има изградено со грантови од Европска унија, не е профитабилна. И пази, Бургас и Варна се многу битни клучни пристаништа, особено сега со војнава во Украина, да. 120 милиони евра тврдеше дека ќе има профит од железницата Македонија годишно. Македонија од железницата ќе има едно 30 милиона евра загуби секоја година. Еве, слушайте го зборот. Да биде Живчи Костевче, па ќе правиме пак муавет.